Новините на Сител. Во студиото со вас Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер, вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. ССМ на традиционалниот првомајски протест се побара повисоки плати, подобар стандард и почитување на колективните договори. Под мотото "За плата се бориме, не се молиме", Сојузот на синдикати и годинава го одржа својот првомајски марш. Протестот почна пред работничкиот дом. Председателот на ССМ Трендафилов вели: "Секој имал избор, скара или протест, но на пикник се оди само кога си задоволен од платата." Многу работници денеска и покрај тоа што не се задоволни од нивните плати, се плашат да се придружат на протестите затоа што сметаат дека протестите се насочени кон некој. За жал, 260.000 работници живеат со плата под 600 евра, а денеска, за жал, неколку илјада луѓе сме тука на протест на 1 мај. Маршот продолжи кон собранието, каде синдикатот за образование побара доследно почитување на колективните договори и правилна презметка на платите. Бараме во најбрз можен рок да започне почитување на колективните договори и достоинствено вреднување на трудот на вработените во секторот образование. Бараме достоинствена плата и достоинствено вреднување на трудот за вработените во детска заштита. Не се откажуваме од овие барања. Од законодавниот дом, граѓаните се упатија кон Стопанската комора. Од синдикатот за градежништво рекоа дека работникот е темелот на државата и столбот на економијата. Цели семејства си замина, а они не убедуваат дека тие истите ќе се враќаат. Срам ја рам за секоја една лага и од страна на газдите и од страна на представниците на власт. За сите овие 35 години држава. Не знам зошто сакаат да биде македонскиот работник најсиромашен во Европа и во светот. Дали треба да дозволиме и оваа година статистика од 31 работник кој не се врати дома при семејството? Сакам да ставиме крај на сите лоши политики, на сите лоши газди. Маршот заврши пред владата. Синдикалците обвинија дека власта создава лажна слика дека граѓаните живеат добро. Денеска нема никој во оваа влада. Половина се на продолжен викенд, затоа што можат да си го дозволат тоа. Половина глумат дека работат затоа што не сакаат да ги слушнат работниците, но уште пострашно е што денеска токму од нив, токму од функционерите без разлика од која политичка опција се ќе слушнете пофалби за работниците, ќе слушнете честитки, ќе слушнете како тие водат грижа за работниците, а работниците само оваа година протестираа 5 пати, 3 пати ги блокираа овие институции и ќе продолжат да го прават тоа и во наредниот период. Минималната плата во Македонија од минатиот месец изнесува 26.000 денари. Од ССМ претходно рекоа дека зголемувањето од 1.600 денари не е доволно поради високите цени и побараа 600 евра минималец и линеарно зголемување на сите останати плати за 100 евра. Поради тоа, организираа низа протести кои не резултираа со исполнување на нивните барања. Мартин Арсов, Сител телевизија. Зошто КСС не излезе на традиционалниот првомајски протест беше едно од прашањата за председателот на Конфедерацијата на слободни синдикати Благојар Алповски, кој гостуваше во дневникот на Сител. Излегува или не излегува онака како што чувствува потреба. Во изминатите години имало години кога сме излегувале да ги искажеме нашето незадоволство. Но имало и години кога сме го одбележувале 1 мај, исто како и оваа година, со големи конференции кога функционира социјалниот диалог. Тоа значи дека оваа година, исто како и претходната, се одлучивме за конференции да разговараме за теми кои што се теми сега актуелни во државата и околу работниците, а тоа се колективните договори и нивната важност. Со самото присуство на владени представници, институции, адвокати, суди, со тоа што се отвара дебатата што треба или што не треба да се направи, каква е важноста на колективните договори и потребата од нов закон за работни односи, самото по себе кажува дека диалогот во државата функционира.
Премиерот Мицкоски го поддржува правото на првомајскиот протест на ССМ. Тој најави продлабочување на соработката на синдикатите со институциите, а преку колективните договори во повеќе сектори целосно регулирање на односите. Од друга страна, освен поддршка на протестот, од СДСМ обвинија дека владата не презема никакви мерки за заштита на животниот стандард на работниците. Протестите на синдикатите и нивните барања за повисоки плати и подобри услови се традиционални првомајски протести, смета премиерот Мицкоски. Како влада вели го почитуваат правото за протестирање на синдикатите, а со дел од нив се постигнати и договори за подобри права. Како гаранција на работничките права на денот на трудот најави продлабочување на соработката со институциите, а преку колективните договори во повеќе сектори целосно регулирање на односите. Дел од тие синдикати кои што денеска ќе ги видите на протести беа со мене на пресконференции кога заеднички постигнувавме договори за поголеми права за вработените и повисоки плати. Така што еве јас ова денеска нивно протестирање го класифицирам во групата на традиционални првомајски протести, кои што впрочем и синдикатите треба да ги прават. Правото на секој граѓанин е да протестира и да се бори за повисоки права, поголеми права. Ние сме демократска држава, ова е демократска влада, така што ние тоа право го почитуваме. СДСМ со поддршка на протестот на работниците и борбата за достоинствена плата и човечки услови за живот. Обвинува дека владата не превзема никаква мерка за заштита на животниот стандард на работниците и граѓаните. Нема зголемување на платите. Мицкоски одбива да ја покачи минималната плата на 600 евра. Цената на нафтата скокна, инфлацијата е на врата, а поскапувањата на основните производи се неизбежни. Само во последните месеци цената на основната синдикална кошничка се зголеми за 3500 денари. Работниците се со празни фрижидери и празни џебови. Оваа влада не ги брани работниците, таа ги штити само своите тендери, своите профити и своите партиски бизнис интереси, велат од СДСМ. По обвинувањето од опозицијата, Мицкоски вели дека владата прави се да го помогне стопанството, а работниците да ги задржат своите работни места. Потсети дека во услови на криза субвенционирани беа околу 250 милиони евра како заем за стопанството. Според него потврда за тоа се бројките на статистика дека во последната година и половина за 15.000 се зголемил бројот на вработени лица. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Македонија е подготвена до крајот на јуни да испорача 8 од останатите 10 обврски од реформската агенда, а поврзани со планот за раст подготвен од Европската унија. Мицкоски вели дека една од обврските свесно нема да ја исполниме, а таа поврзана со измените во изборниот законник е невозможна поради бојкотот од опозицијата. Во секој случај, според премиерот, Македонија ќе биде рамо до рамо со Црна Гора во исполнување на обврските. За опозицијата реалноста во делот на евроинтеграциите е спротивна од таа што ја прикажува премиерот. Министрите синоќа добиле задолжение до јуни да ги завршат сите обврски кои се дел од реформската агенда. Информираше премиерот Мицкоски за тоа како поминал состанокот во владата посветен на задачите што Македонија треба да ги заврши како дел од планот за раст на Брисел. Од 10 зацртани цели, владата се подготвува да заврши 8. Едната цел, за струјата, свесно нема да биде исполнета, а другата не може, поради блокада од СДСМ, вели премиерот Мицкоски. Сепак смета дека тоа ќе биде доволно Македонија со Црна Гора да избие на првото место во оценките на ЕУ за напредокот на државите кандидатки за членство. Сите оние 10 кои што се заостанати со исклучок на 2 нема да бидат испорачени. Првиот е оној дел во кој што се бара од државата да не обезбедува 100% електрична енергија за домакинствата и сите оние корисници на електрична енергија од снабдувачот. И вториот чекор е изборниот законник. Знаете дека тој се носи со консензус. СДСМ ја напушти работата на групата која што работи на изборниот законник и се додека е таа одлуката, ние изборниот законник не можеме да го донесеме. Се останато ќе биде уште еден демант на лагите кои што ги испраќа СДСМ на оние дневни пресконференции. Така што апсолутно не само што нема застој, туку има напредок со кој што од последно место Македонија сега е рамо до рамо со така наречените фронтранери во групата.
но од СДСМ и понатаму тврдат дека реалноста во делот на евроинтеграциите е спротивна. Европа јасно кажа, без вистински реформи, без владење на правото и без слобода на медиумите, нема пари и нема напредок. Затоа, поради политиката на Мицкоски, криминалот, корупцијата и обожавањето на браќата Орбан и Вучик, Македонија повеќе личи на Србија, која ги губи средствата и интеграциите, отколку на Црна Гора, која напредува кон членство во Европската Унија. Мицкоски може да си ги раскажува своите бајки колку што сака, како што вели, сме трета економија во Европа со празни фрижидери и паричници, но граѓаните јасно ја гледаат вистината, коментираат од партијата на Филипче. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Двајца скопјани се приведени и одреден им е притвор за кривичното дело тероризам за подпалување на објектот на еврејската заедница на 12 април. АНБ ги поврзува со Исламската држава. Дополнително приведени се и други 5 лица, од кои се одземени предмети и електронски уреди поврзани со кривичното дело. Двајца скопјани на возраст од 21 и 38 години заработија кривични пријави за палење на објектот на еврејската заедница. Полицијата ги сомничи дека со подметнувањето на пожарот од 12 април рано наутро сториле кривично дело тероризам. Двајцата полицијата ги уапсила во текот на вчерашниот ден и за нив судот веќе одредил притвор. Е поднесена кривична пријава против Аљ од Скопје поради основи на сомневање за сторено кривично дело тероризам и АР од Скопје поради основи на сомневање за сторено кривично дело тероризам под член 394П од Кривичниот законник, а од страна на судија на претходна постапка одредена им е мерка притвор. Во акцијата за пронаоѓање на лицата кои го подметнале пожарот била вклучена и Агенцијата за национална безбедност, од каде велат дека осомничените идеолошки се поврзани со Исламска држава. Од страна на АНБ се прибираа информации и беа идентификувани лица најверојатни извршители и нивна логистичка мрежа, како и повеќе објекти во Скопје, кои според нашите индиции како дел од радикална групација идеолошки надоврзани на глобалната мрежа на Исламска држава, непосредно по повикот на споменатата терористичка организација од почетокот на април презедоа насилни активности. Со акцијата за откривање на лицата кои го подметнаа пожарот опфатени се уште 5 мина. Полицијата направила претреси на повеќе локации во Скопје со кои се пронајдени докази поврзани со настанот. По претходно обезбедени наредби за вршење на претрес на дом и други простории, извршени се претреси на 13 локации на територија на град Скопје, при што приведени се 7 лица и одземени се предмети и електронски уреди поврзани со кривичното дело. Подметнувањето на пожарот го осудија председателот на еврејската заедница и амбасадорката на Израел во земјава, според која се работело за вознемирувачки антисемитски инцидент, кој ги загрозува вредностите на соживот негувани од еврејската заедница. Снимките од видеонадзорот на објектот покажуваат дека до пожарот доаѓа откако 2 лица со шлемови на главата и канистри за гориво во раце ја прескокнуваат оградата на синагогата, го полеваат горивото во дворот, бегаат па фрлаат запаллива направа. Според законот за кривична постапка на двајцата скопјани осомничени дека го подметнале пожарот, им се заканува затвор од најмалку 10 години. Зоран Јаневски, Сител телевизија. По бројни законски перипетии во Охрид започна изградбата на капната гаража со капацитет од 200 паркинг места. Оваа зграда, прва од таков вид во градот, ќе чини над 2 милиони евра и ќе се заврши за година и пол. Во следниот период, освен фокус на автопатот до Кичево, се става и на проектот Плаушник. Многу е важно кога патувате на кај Охрид и кога ќе можете да го видите прогресот на автопатот кој што е пуштен во сообраќај и кој што очекуваме согласно претходните најави да биде целосно пуштен од Кичево до Охрид, еве најдоцна, да речеме, првиот квартал од 2027 година. Знаете со какви предизвици се соочувавме. Беше откажан кредитот од страна на кинеската Ексим банка, па со домашните комерцијални банки направивме синдикат и проектот ќе биде реализиран целосно до крај. Беше предизвикувачкиот аспект што требаше да се вклопат 3 различни заштити тука. Едната е секако генералната заштита на УНЕСКО, втората е заштитата на културното наследство и третата е архитектонската заштита. Сите 3 се направија. За нас како
град, ова е историски момент, почеток на катната гаража и би рекол заокружување на она кое што како локална самоуправа јас како градоначалник настапувајќи и првиот мандат кој го добив и вториот и нафаќајќи се за реализација на проекти кои што без исклучок на секое јавно испитување на мислењето на граѓаните беа топ приоритет. А до вестите во 23 часот останете со програмата на Сител. Пријатно.